а ние време малку сега да се раздвижиме. Ни дојде Слободанка заедно со нејзиниот гостин. Слободанка, добро утро. Добро утро, Искра. Нејзиниот гостин е инаку аеробик инструктор Лазар Иванов. Добро утро, Лазар. Добро утро, благодарам за поканата. Убава тема. Само сакав да ве прашам, има безброј техники, начини на вежбање, за справи, направи, да не зборувам воопшто, но сепак аеробикот не ја губи својата популарност. На што се должи тоа? Па вака, аеробната активност најчесто се поврзува со оние форми на движење, скокања, чекори во страна, танцови елементи и така натаму. Ама развеселува некако, нели? Вообичаено тоа е зона во која што се работи, а целта е топење на телесно масно ткиво, меѓутоа може да се избере различна форма, дали е тоа класичен аеробик, дали е тоа зумба, дали е тоа денс аеробик, таебо, кик аеробик, поприлично популарно насекаде во светот. Колку врсти, подврсти така има. да, ние мораме да бидеме креативни, за да биде и позабавно и поинтересно, бидејќи онаа класична форма на изведба потешко го задржува вниманието на подолг период. Така. Ете, значи, во тоа е тајната, можеби, на аеробикот. Аеробикот секогаш би бил онака мощно интересен, кога сум гледала како се вежба. Уште времето на Джейн Фонда, Се уште, така. да. Некогаш, можеби, за кратко имам пробано, меѓутоа, како сето тоа треба да се практикува и зошто треба да го вежбаме аеробикот, ќе ни појасни токму нашиот... стручно лице за тоа, повелете, да. А ние можеме само едни пофалби. Како вела тебе, малку утрински, поздрав уште еднаш до гледачи, во здраво тело, здрав дух. Нека слушаат внимателно, па нека посочат некој млад се уште што може да има придобивки од аеробикот. Сега ќе позборуваме и за возраста и за килажата кој се може да вежба аеробик, меѓутоа јас би сакала на почетокот и од мене добре ни дојдовте. Зошто е аеробикот важен за нашето здравје? Па вака, физичка активност треба да се практикува уште од најрана возраст. Значи, уште кога ќе почне со градинка, веќе треба да се воведе физичко и здравствено образование, пред се да се стекнат правилни и здрави навики за физички активности, пред се држење на телото, изведба на вежбата, правилно дишење и така натаму. Детето да стекне и навики и љубов спрема физичка активност, па понатаму што и да одбере од спорт или рекреативна активност, тоа да биде дел од секојдневието пред се за здравје. Затоа што сигурно дека и од мали нозе кога веќе почнуваме со физичката активност, тоа е многу важно за нашето понатамошно здравје кое е нормално со физичкиот развој и раст на телото и на духот, како велиме во здраво тело, здрав дух, е многу важно за низ годините кои што ќе ни поминуваат. Меѓутоа, како што кажавте, од мали нозе аеробикот е нешто што е многу специфично, мораме да кажеме, и привлекува затоа што и танцуваме на еден начин и вежбаме. Ајде сега нешто малку повеќе за аеробикот и зошто еве пак вие се одлучивте за оваа спортска активност во вашиот живот, со оглед на тоа дека имате завршено ДИВ и сте наставник како е по физички и здравствено образование, да. Така. Па вака, уште од најмала возраст, јас вежбам од кога знам за себе, меѓутоа во организиран тренажен процес започнав на 6 годишна возраст со гимнастиката. Имавме двајца тренери, кои што маж и жена беа, кои што освен тренизите по гимнастика ни дава и аеробни активности. Тоа беше првото мое запознавање со аеробикот, далечната 1983 година. Далечната, да. И ден денес сме се уште со аеробик. Така да. Бев гимнастичар, бев влюбен во гимнастиката, меѓутоа не ни помислував дека ќе се занимаваме ден ден со аеробик, бидејќи од најмала возраст сите сакаме оние спортски активности кои што има надпреварување. И кои се популарни. Да, и кои се популарни. Меѓутоа, долги години понатаму се занимавав и професионално и со други дисциплини, се надпреварував во фитнес повеќе години. Доаѓа и разноразни повреди, стигнуваш некој врв, паѓаш долу после повредата, после почнуваш да се учиш да одиш во наводници. Дали оние повреди се неизбежни за сите кои што се многу активни физички? Во професионалниот спорт поместуваме граници и има една изрека која вели ако одиш против природата губиш. Значи секогаш кога ќе достигневме одреден лимит, а ние не знаеме за доста. Така. Оние што сме влюбени во надпреварувањата. Или ќе се случи да падне имунитет, или ќе се случи да се помине она тенка граница од врвот па паѓањето надолу. Но повторно се враќаме назад. Да, до повредите и сега
новиот старт почнува од полека, почнуваш со лесни вежбички, почнуваш со аеробни активности и гледаш дека и она што е споро и она што е полесно, е века, например, аеробикот, има голем бенефит, а при тоа ризикот од повреди е сведен на минимум. Баш Така. оние бенефити што ги има пред се по здравието. Ме интересира еве за аеробикот конкретно, кога зборуваме веќе за него и кога вие сте толку долго време со аеробикот. Од кога постои аеробикот? Па вака. Историски малку за него, да знаеме нешто повеќе. Историски, значи, ние паметиме уште од Джейн Фонда, нели, првите видеокасети и така натаму. Меѓутоа, она што малку се знае за аеробикот, јас пак ќе кажам, тоа постои од секогаш. Под аеробиксите подразбираат разни форми на движење, скокање, танцување и така натаму. Меѓутоа, аеробикот е трчање. Аеробикот е секоја активност кај што при таа активност срцето работи во зона кај што телото како извор на енергија троши масти, вие викаме аеробна зона. За секој се пресметува различно. Дали е тоа пливање, дали е тоа трчање, дали е таа е кика аеробик, кога ќе дојде срцето во таа зона и се одржува одреден временски период, ја постигнуваме таа цел топење на масти. Значи, аеробна зона, а формата може да биде танци или ова. Така да, се она што се практикува во таа зона се смета за аеробик. Надвор од она што повеќето луѓе го знаат како форма. Кои се придобивките? Што е она што ние ќе го добиеме од аеробикот? Еве, и ме интересира која возраст, кој се може да се најде да тренира, да кажем, или да спортува аеробик и дали тоа се има врска и со килажата, со возраста и така натаму. Еве, повеќе детали околу тоа да знаеме. Може да практикува секој, освен лица кои што имаат, да речеме, забрана од доктор за практикување на таков тип на активност поради одредена здравствена состојба. Моите керкички доаѓаат на моите часови од кога проводе. Браво. Така да уште од раѓање се во сала исто како мене. На тренинзите доаѓаат од професионални спортисти, почетници, луѓе кои практикувале друг тип на активности. Може да се пронајде секој, има луѓе со поголема тежина, кај што одиме чекор по чекор, не може да го следат ритмот или да ги прават вежбите до крај, кај нив се оди постапно чекор по чекор, додека телото, организмот се адаптира на тој тип на напор, на тој тип на активност и понатаму навлегуваат во тоа и без проблем ги практикуваат, бидејќи, како што реков, не мора да имаш некои физички перформанси добри или одлични за да можеш да практикуваш таков тип на активност. Тоа значи дека јас би можела да вежбам аеробик. Да, секако доколку имате желба. Доколку си има желба, да, секога желбата, меѓутоа и љубовта, а и времето кога дозволува, зошто да не. Аеробикот, како што кажавме, е нешто што опушта, за тоа што имаме и танц, имаме комбинаторики нели во аеробикот. Сега колку неделно вежбате аеробик и ајде нешто повеќе околу членовите во вашето студио и слично. И каде се вежба? Ние вежбаме 2 пати неделно. Тоа е чисто како рекреативна активност. Сме применувале програми, практикувале програми кои што биле со 3, 4 и 5 пати неделно. Не е многу, да кажам. Не е многу, меѓутоа со оглед на тоа дека луѓето имаат се повеќе обврски и во програма која што е 5 пати доаѓаат 2 пати до максимум 3 пати, така да се определивме последниве 10 години програм со 2 пати неделно, имаме и исклучоци кај што имаме и со 3 пати неделно, сосема доволно за рекреативни активности. По 60 минути, меѓутоа структурата на часот е составена од повеќе делови, воведен дел, подготвителен дел, главен дел и завршен дел кај што имаме опуштање, лабавање, истегнување, смирување на организмот и така натаму. Многу ме интересира еве конкретно за вас со оглед на тоа дека и вие кажавте од мали нозе сте со физичката активност, со физичкото образование, професор по физичко и така натаму. Колку тоа придонесе за вашето здравје и во вашиот тек на живот? Колку е важно, тоа е убаво утрински, гледаме во моментов и фотографии да се каже зошто е потребно вежбањето во текот на... Тоа се керкичките мои, да, Марија и Јована. Можам да замислам колку им е лесно секојдневието и колку рано може да станат наутро без никаков проблем, најверојатно предпоставувам, со оглед на тоа дека се физички активни. Да, поприлично се мотивирани, беа активни со аеробикот уште од најмала возраст, продолжија понатаму со балет, поголемата се занимаваше
и со кошарка, еден период и со хип-хоп, тестираат повеќе На која годишна возраст дисциплини. се, да кажеме? 12 години Марија, 12. Јована е 8 години, сопругата Ана, она практикува полумаратонско трчање. Да. Еве гледаме во моментов во салата каде што се вежба аеробикот, сите колективно да кажам како еден цел тим, вие ги покажувате вежбите, предпоставувам. Да, се демонстрира, објаснува и се коригира. Објаснува, така. За почетниците што се прави? Па вака, бидејќи групите не се хомогени во поглед на возраст, пол, физичка подготвеност, а работиме групна активност, на овој тип на активност вежбачите се подредуваат на она што им го сервира тренерот, меѓутоа секоја група е специфична, така да мора да балансираме во текот на часот за да се посвети внимание на секој еден, бидејќи една иста вежба и интензитет некому му е премалку, некому му е таман, некому му е. Што значи треба да класифицираме и да знаеме кој што точно може и уме и колку може. Работат во рамките на своите можности, колку што можат или колку што сакаат или колку што им дозволува моменталната физичка подготвеност, нема ништо на сила. Она што е дополнителна придобивка, освен нели вежбањето за здравје, стресот го снемува за време на тие 60 минути, никој не мисли на проблеми, има. Да, што е многу важно. На малите кратки паузи веќе се ствараат и релации помеѓу вежбачките, се ствараат пријателства. Така. Навистина, преубаво е да имаме физичка активност, кажавме колку е важна, поготово еве вака тимски. Јас мислам дека е многу полесно кога се вежба тимски отколку сам и да се има тренер пред себе кој точно знае што треба да каже и на каков начин треба да извежбаме, зависно од тоа како што кажавме и кои се нашите способности, физички и можности. Што е многу добро дојдено. Машки, женски групи имаме или се е тоа во едно? Мојата прва група беа исклучиво мажи. Мислам, со таква група стартувавме. Така. Меѓутоа, после се формира и женска група и некако како поминуваше времето, мажите се повлекува, презема жените, така да во овие 21 година преку 20, скоро 21.000 вежбачки имаат поминато на тренизите и неколку стотици мажи. Еве гледаме во моментов повторно видео снимки како се вежба аеробикот. Можам да забележам тука дека веќе мислам дека видов и повозрасна генерација. Па да. Од која до која годишна возраст? Вака, како што реков, од најмала возраст до имаме 60-70 годишна возраст, меѓутоа една личност што ми е као тренинг партнер, таа не вежба на моите тренизи, ама се гледаме по фитнес центри. Бети, поздрав до неа. Нема да ја кажам возраста, меѓутоа е најмлада од сите нас. По возраст. Највозрастна, меѓутоа најмлада од сите нас и инспирација за сите нас. Ако во минатото сакавме да бидеме како познати успешни спортисти, сега сите сакаме да бидеме како Бети. Знаете како кога вака гледам на вежбата, си го претпоставам ова е со черкичката. Да, ова е со Јована. Се враќаат спомени од она кога имаш родител дома кој се занимавал со спорт целиот свој живот, кој ете мојата мајка ваш колега. Меѓутоа, на тука сакам да истакнам дека родителот кога се занимавал цел живот со физичката активност го пренесува тоа на своето дете и тоа е многу добро за понатамошниот развој. Дали одбојка ќе биде, дали ракомет, дали аеробик, без разлика на што. Значи, уште еднаш тука би сакала само на крајот да завршиме и уште еднаш да потенцираме секоја чест за девојчињата, затоа што тие знаат како се чувствуваат убаво, за разлика од оние кои што не се толку многу физички активни, која ќе биде вашата порака и до помладите и до повозрастните за физичката активност колку таа е важна. Јас секогаш што го велам во здраво тело, здрав дух и да одиме исправени, тоа секогаш вие да го имате во себе за да имаме исправено тело, меѓутоа е еден совет и до повозрастните кои што ова утро не следат. Вака, повеќето приоритети ме работата, ангажманите, активностите, меѓутоа, ако го изгубиме нашето здравје, се друго паѓа во вода. Така да посветете внимание на вашето здравје. 2 до 3 часа во текот на неделата не се многу за да посветите на вашето здравје, пред се за вас, за вашето семејство. Ако прие тоа имате можност, грижејќи се за вашето здравје и да се забавувате и да се дружите, тогаш тоа е премалку и преубаво да се направи за себе, за да имаме долг, здрав, витален живот за секојаш. Да се чувствуваме убаво и полесно. Да. И за крај, каде може да ве најдат и сите оние кои што сакаат и се заинтересирани за аеробикот во моментот? Тренинзите се потрудивме да ги приближиме до вежбачите на тој начин што главно функциониравме во центар, сега сме дисперзирани на повеќе места, кај што, еве, освен на 2 локации во центар, 2 локации во Кисела Вода,
на по една локација во аеродром Ново Лисичи, плюс преку онлайн тренизите сме достапни во домовите на наши вежбачи низ целиот свет. Одлично, во браво. моментот, така да... Со ваша програма. Да, на интернет може многу лесно да најдат, нека пишат Микс Аеробик, Микс Аеробик. моето име е Лазар Иванов, така да ќе излезе каде и да кликнат. Искра, треба И да да не спортуваме. се чека понеделник, предпоставувам. Туку Понеделник, веднаш, Први, така. нова година. Да. Да не ги чекаме тие датуми. Да, Ајде на вежбање. Да. Тука завршуваме. Ние многу ви благодарам Ви што благодарам одвоивте за време поканата, да поздрав до вашите позборуваме гледачи. за аеробикот. Меѓутоа и за спортските активности колку се важни. Ние кога одиме? Ајде ќе се договориме. Ајде! Нема да биде понеделник, може би четвртак. Од утре. Да. Ви благодарам многу.